Добродојавте во уште еден прекрасен Семос Едукаст, на кој што ќе разговараме малку повеќе и ќе ви откриеме за тајните на HR Академијата. Нашите две гостинки денеска овде се Билјана Шамаковска-Ангелова и Илина Поповска. Добродојавте. Добре најдавме. Како сте? Добри? Топло е малце. Топло е малце? Добро. Мете. Со муабет се надевам дека ќе стане попријатно. Да. Билјана, вие сте менаџер за човечки ресурси со повеќе од 20 години искуство и сте еден од основачите и предавачите токму на оваа HR Академија во Семос Едукација. Имате навистина интересен професионален живот во различни индустрии, од проекти, преку IT сектор и металургијата. На тема човечки ресурси, ние би сакале да ве прашаме зошто вие се одлучивте токму баш за оваа индустрија? Што е тоа што најмногу ве привлече кон неа? Мојот почеток во човечките ресурси беше сосема случаен. Моето прво работно искуство беше преведувач, хонорарен преведувач на еден од проектите на Европска унија. Во меѓувреме дојде друг проект каде што имав можност да се вработам фул тајм, за разлика од хонорарниот ангажман претходно. И бидејќи јас запишав, верувала или не, сметководство и ревизија, што и нема нешто многу допирна точка освен буџетот што го правам со она што го работам на дневна основа, требаше да бидам вработена или во финансии или во општа администрација. Меѓутоа зборуваме за 2003 година, кога најголем дел од апликациите не стигаа се уште во плик, во затворен плик, а тогаш добивме околу 6-7 апликации за 150 работни места. И беше баш потребен голем труд за сето тоа да се комплетира и договорот беше да работам во човечки ресурси, дур се заврши таа првична административна процедура, па потоа да бидам префрлена во некој од по финансиските области. Меѓутоа, кога еднаш ќе влезеш во човечки ресурси, кога ќе видиш што се случува таму, што се работи, како изгледа еден работен ден и какви се можностите понатаму, веќе не сакаш да си одиш. Да. Така да почнав 2003 и сега сме 2023, 21 година веќе не си одам. Да, многу убаво звучи ова. Да. Управувањето со човечки ресурси е сектор кој се повеќе станува важен за успешноста на една компанија. Зошто е тоа така според вас? Мислам дека е веќе добро воспоставен факт дека вработените се најголема вредност на една компанија. Значи, независно од тоа дали станува збор за трудово интензивна или за друг тип на индустрија, вработените се оние кои што се најголема наша вредност. Тие се оние кои што ги поставуваат процесите, тие што оние кои што ги креираат политиките, начинот на работа, колку и да имаме ние автоматизација или слично на процесите, луѓето се оние кои што управуваат со тие процеси, со тие политики. Луѓето се тие кои што ја креираат вредноста и кои што на крајот на краиштата се одговорни за успехот, односно неуспехот на една компанија. Само со правилно избрани луѓе, правилно развивани, правилно мотивирани, правилно оценети и нормално соодветно наградени, една компанија може да смета дека ги има сите предуслови за успешно работење. Како изгледа еден ваш ден како HR менаџер? Различно. Секој ден е различен. Знаеш како вика, 300 луѓе, 300 чуда. Јас во моето работење до сега искуството главно ми е во поголеми организации, така да ако се 300 луѓе, 300 чуда, 500.000 луѓе се уште толку повеќе чуда. Секој ден е различен, секој ден има нов предизвик. Се случи. Она што можеме да ти кажеме дека нема досаден ден. Добро, ета, баш поради тоа што вие постојано сте во комуникација со луѓе, како изгледа еден обичен ден на Билјана додека не е на работа, кога одмара? Што е тоа што најмногу сакате да го правите? Сака повеќе да ќути. Имам мал син, релативно мал, сега ќе полне 7 години, така да се трудам, бидејќи сум до покасно на работа, слободното време да го поминувам со семејството, активности со него, шетање, учење, играње и слично, а времето што не го поминувам со него, сакам да учам, сакам да истражувам, сакам да читам нови работи. Знаеш како викаат, lazy mind is a devil's playground. А јас не сакам да имам lazy mind. Да. Така да работам постојано на личен и на професионален напредок во времето што ми го колку што ми дозволува времето. Меѓутоа јас сум цврст поборник на баланс помеѓу личниот и професионалниот живот, така да сметам дека секој човек треба да работи професионално, меѓутоа мора да има време и за себе и за своите најблиски. А што сметате дека е навистина важно да се сподели од вашето досегашно огромно искуство како HR менаџер?
Според мене една од најбитните работи што треба да ја знае еден HR менаџер е да си ја познава индустријата. Значи да, точно, ние регрутираме и во IT, и во тешка индустрија, и во банки, и секаде. Секаде треба да ги мотивираме вработените, секаде треба да ги надградуваме. Меѓутоа, начинот на кој што тоа го правиме во голема мера зависи од спецификите на индустријата. Така да ако јас не си ја познавам индустријата, не можам да си ја работам работата како што треба. Добра, кои се оние најважни квалитети кои што го прават еден HR менаџер да биде навистина успешен и почитуван? Треба да сака да зборува со луѓе. Прво, треба да биде комуникативен, треба да биде емпатичен, треба да има високо развиен личен и професионален интегритет, да биде фер и да биде правичен и да биде транспарентен до онаму каде што може. Да. Добро, и сега да ве вратам малку наназад. Како започна вашата приказна со HR Академијата во Семос Едукација? Јас сум дел од HR Академијата од, мисля, 2011 беше. Тогаш работев во IT индустрија со главен фокус на регрутација и селекција, односно на talent acquisition, сега како што е модерно да кажеме. Сега. Да, супер. Така да некако беше природно да почнам со модулот регрутација и селекција. Како понатаму се развивав јас менаџерски, го преземав и модулот стратешко управување со човечки ресурси. Откако ја отворивме HR во IT Академијата, се префрлив и таму, така да тоа е приказна која што тече и не ми се верува дека ќе застане во догледно време. Сега искрено да ми одговорите, зошто баш ова HR Академија во Семос Едукација, која што е единствената акредитирана во нашава земја од МОН, е правилниот избор за младите кои што планираат да се занимаваат токму со оваа професија? Затоа што сите предавачи во HR Академијата се професионалци кои што имаат практично искуство во областа на човечки ресурси, минимум 15, 20, па и повеќе години. Секој од нас има многу искуство кое што несебично го споделува со учесниците. Ние сакаме да се нарекуваме учителки, а не предавачи, затоа што учителот повеќе се вложува во развој на студентот, отколку само еден предавач чија што работа му е да отиде да пренесе и толку тука завршува. Нашиот ангажман не е таков. Од креирање на програма со фокус на групата, затоа што секоја група си бара различна динамика, различна програма, различен пристап во зависност од тоа дали се почетници, дали не се. Значи, она што тие добиваат од HR Академијата, добиваат прво теорија, добиваат многу пракса. Значи, јас можам да му кажам, нема проблем со кој што, да кажеме, или на сега ќе се соочи, со кој што јас во изминативе 20 години се немам сретнато. Или ќе ја кажам како сум го решила, или ќе ја кажам како сум сгрешила за да не сгреши таа. Значи, на страна од теоријата и практичното искуство што го добиваат менторство малтене доживотно. Значи, јас се уште комуницирам со ученици кои што ми била во првата генерација кога сум се запишала. Ме контактираат од било што, имам ваков проблем, што да правам. Сакам да сменам работа, што мислиш ти. Сакам да одам на оваа обука, што мислиш. Така да веќе сме една од ученичките ме вика бизнес мама. Да. Така да тука сме за нив во било кој момент. Нашиот ангажман не завршува со завршување на HR Академијата. Туку продолжува се до оној момент додека сме им потребни. Навистина драгоцено вака кога ќе слушнам за вашето досегашно искуство и се разбира понатамушната соработка која што ја имате и пријателство која што го гаите со вашите бивши студенти, кои што ви се се уште пријатели. И фактот е дека досега доста од вашите студенти се наградени со навистина доста признанија и дека се навистина многу успешни HR менаџери во различни и доста големи компании. Дали може да ни споделите некои од тие искуства со нив? Или не ќе оставам сама после да си кажа. Она што јас би сакала, најтазе. Пример е Македонската асоциација за човечки ресурси секоја година доделува награда за HR менаџер на годината и HR млад ентузијаст на годината. Оваа година и HR менаџерот на годината и HR млад ентузијаст се наши алумни. Браво. Тоа е последно признание. Имаме HR менаџери и HR професионалци во сите поголеми и помали фирми. Дел од нашите алумни
имаат отворени собствени компании, успешни бизнеси, повторно во областа на човечки ресурси и се навистина успешни. Секоја ваква приказна ние си ги следиме, во контакт сме со сите нив и секоја ваква успешна приказна што ќе слушнеме, нас не мотивира уште повеќе за следната генерација да дадеме уште повеќе, затоа што да бидам само еден мал дел во успешната приказна на еден човек многу не значи. Нас како учителки. Да. Во Семос едукација вие сте предавач на две академии. Една е она класичната HR за човечки ресурси и она за HR во IT секторот. Која е разликата помеѓу нив две? Класичната ги опфаќа сите функционални области на процесот на човечки ресурси од самиот почеток до крај, од формирање на стратегија, план, организацијска поставеност, преку регрутација, мотивирање, развој и така натаму. И се фокусира на сите индустрии. Меѓутоа, секоја индустрија, како што кажав на едно од претходните прашања, има своја специфика. Во моментов на нашиот пазар на труд, најголем број на HR професионалци се потребни во IT индустријата, затоа што развојот е таков каков што е, пазарот е таков каков што е, таму се најпотребни, а IT индустријата си има своја специфика. Значи, знаењата кои што ги добиваат на класичната, ги добиваат во слична форма на HR во IT, меѓутоа со фокус на практиките кои што се потребни за успешно работење во IT индустријата. Например, ако ние во класичната работиме регрутација и селекција, во IT се фокусираме на регрутација и селекција, односно talent acquisition, помодерно, на IT професионалци. Ако јас им објаснувам каде можат да најдат различни типови на профили и какви профили од каде можат да ги бараат, во HR во IT се фокусираат точно на каналите на регрутација кои што се потребни за наоѓање на IT професионалци. Значи, класичната е погенерална, а овде добиваат потесно, поспецијализирано знаење. И сега би сакала да ви прашам едно прашање. Дали памтите некоја доста комплицирана и тешка ситуација која што сте ја сведочела до сега и од која што се излегла како победник на крај? Поврзано со академијата или професионалниот живот генерално, да. Сум имала многу такви ситуации. Ситуации на кои што се обидуваш да му помогнеш на човек, да дадеш се од себе да му помогнеш за на крај да ти забие нож во грб. Ситуации кога во услови на тешка состојба треба да донесеш уште потешка состојба уште потешка одлука за намалување на работна сила. Па се соочуваш со разни закани, уцени и слично. Една од успесите кои што јас ги памтам секогаш беше кога работев во IT индустрија, отваравме канцеларија во друга земја со сосема различен менталитет од нашиот. И кога ја отваравме на почеток, ме пратија мене и уште една колешка, ми рекоа сакам канцеларијата што е во Скопје да ја видам таму за 3 месеци. И кога отидовме таму, прво нешто што ни го кажа беше знаеш, треба да направите вака, треба да направите така, треба да направите така. И после 3 месеци кога одевме, реториката беше сосема различна. Знаеш, Билјана, јас мислам дека треба да направиме вака. Значи, успеавме за 3 месеци јас и колешката да го изградиме чувството на припадност на луѓе кои што пред 3 месеци првпат слушнале за компанијата. Јас би можела да ве слушам, уште не знам колку време. Навистина многу ви благодарам за сите одговори и верувам дека навистина некако ми ја доближивме оваа Академија за човечки ресурси на нашите гледачи. Илина, многу се радувам што слушам за твоите успеси. И сега би сакала тебе да те прашам за твоите почетоци. Како ти одбра токму оваа HR Академија во Семос? Здраво, добро. Здраво. Благодарам што ме поканивте за почеток. Драго ми е што сум тука и што имам можноста да споделам моето искуство. Моите почетоци. Јас бев, да речам, млада, току-што завршена од факултет, току-што дипломирана на филозофскиот факултет, така што до негде бев насочена, значи, натаму. Веќе почнав како помлад работник во една IT компанија, тука во Македонија, во одделот на регрутација, значи talent acquisition. Меѓутоа, како што сите знаеме, во IT компаниите во еден HR сектор
има многу гранки и за секоја една гранка има специјалист и експерт вработен што си ја врши работата. Во тој момент сватив дека нели освен начинот learning by doing, сакам да дознам се нели за HR секторот и да навлезам подлабоко и буквално да го имам оној full experience за понатаму сама да можам да одлучам што е она што мене најмногу ме влече, што ми е најинтересно, каде сакам да се специјализирам и нели така натаму. Во тој момент, нели, на социјалните медиуми што се сега доста популарни, јас видов дека СЕМОС нуди стипендија за токму HR во IT секторот, што патем беше тогаш прва генерација. Онака си помислев, добро, ова е, нели, тоа што буквално мене ми треба, одма, нели, отворив да видам, нели, што е она што се нуди и така натаму. Видов дека има 9 модули, што се составени од сите оние гранки што претходно ги спомнав, значи освен регрутација имаше employer branding, стратешки HR, нормално правните аспекти, плати, наградување и така натаму, што звуча доста обширно. Потоа нели отидов да видам кој мене би ми го пренел нели тоа знаење. Ги отворив сите предавачи и сите има, значи, одлична кариера пред нив во одлични компании, значи доста да речам добро ситуирани и некако решив дека дефинитивно ќе аплицирам. По неколку разговори добив да речам известување дека сум стипендист на таа генерација, на првата HR во IT. Многу ми беше драго, значи, што се одлучија за мене. И тука започна мојата приказка со оваа HR академија. Фали се да не те фалам ја. Добро. Веќе малку се пофалив, меѓутоа еве да продолжам и по завршување на академијата. Многу им благодарам нели на сите што ми ја доделија наградата за најдобар студент на таа генерација. Значи збориме за академијата HR во IT. Имам статуетка, првата моја награда за како HR. Викаме Оскари. HR Оскари. Да, и ми стои дома и ми е стварно нешто што ме води напред и се надевам дека ќе има уште повеќе во иднина. Да, јас верувам дека ќе ти биде и огромен буст за понатаму и дека ќе си ја памтиш. Не знам за некои се 15-20 години дека ќе ти биде уште подраго што таа статуетка е токму во твоите раце. Дефинитивно, да. Сега сакам да те прашам малку повеќе околу предавањата. Дали ти беа тешки или уживаше во нив? Прво, во однос на предавањата, сакам да кажам дека имаше одлична организација, затоа што сите знаеме дека беше во време на корона. Некои луѓе доаѓа, некои луѓе не сакаа да доаѓаат, некои онлайн, нели, од дома, све беше испомешано. Хибридно. Значи, да. Најтешкиот начин на спроведување обука. Некои ти се онлайн, некои ти се во училна. Да. Меѓутоа, да, значи, исто така покрај сите challenges, да речам, со кои што се соочувавме тогаш, успеа предавачите и нели од СЕМОС едукација да направат еден модел каде што нели сите ќе бидат задоволни и сите ќе добијат исто, нели, да речам, внимание. За почеток, секој еден модул беше со нели специјалист од областа. Претходно ни беа испратени, значи, материјали по кои што си ги пратевме и си учевме по нив. Многу ми беше од помош тоа што, значи, стварно со сите некако многу бевме вклучени во предавањата. Значи не беше тоа само нели чисто предавање, професорот збори, да речам 3 сати, тоа е тоа. Туку сите имавме можност да го дадеме своето мислење и потоа нели да добиеме фидбек на каде треба можеби повеќе да се фокусираме и така натаму. Сите има, да речам, спремно вежби со кои што полесно и на поинтересен начин ни ги споделуваа нивните искуства и знаења.
отворени беа за прашања секогаш и секогаш се развиваа дискусии, значи тоа беше стварно одлично, пошто на природен начин се доаѓаше сето тоа и предавачите и слушателите споделуваа своји искуства и многу учевме самите од себе. Така што мислам дека не би рекла тешки, туку би рекла дефинитивно едно одлично искуство, што не знам, некако дури да речам и брзо ми поминуваше времето. Илина, би сакала искрено да ми одговориш зошто младите би требало да се запишат во HR академијата во СЕМОС? Супер прашање. Искрено, прво што ми дојде во глава беше она што ни го споделуваат предавачите, учителките. Она нивно real life искуство и целите ситуации, tips and tricks и така натаму, што они веќе го искусиле. Исто така огромната поддршка што ја добиваме отпосле, значи и по завршување, ние остануваме во контакт цело време, имаме една Viber група кај што се споделуваме, значи дали огласи за работа, обуки, некои сајми, курсеви, дали можеби некој ако има некое прашање, одговори од нели различни начини на кои што тоа може да се направи. И нели нормално таа поддршка мислам дека стварно е од голямо значење. Мене ева барам доста ми помогна што нели како што спомнав започнав во регрутација, меѓутоа сега еве почнав во нова IT компанија исто така тука во Македонија, каде што сум покрај тоа дел од Talent Acquisition тимот, се насочувам и кон People Success, така што сум спремна за нови предизвици и стварно многу ми е драго што е тоа благодарение на СЕМОС Академија. Навистина ви благодарам многу и на двете што бевте дел од денешниот СЕМОС Едукаст. И јас се надевам и знам дека навистина ги охрабривме сите оние млади луѓе кои што во иднина планираат да се запишат токму на оваа HR Академија на СЕМОС Едукација. Ти благодарам многу на поканата. Ни беше навистина задоволство и се чувствувавме прекрасно. Одлично беше. Супер. Многу ни е драго. Се гледаме. Гледаме.